Двајца градоначалници од владачката СДСМ со двојни функции. Првиот човек на Бутел, Велимир Смилевски, е и член на управниот одбор на Градски трговски центар АД, член на управен одбор на јавното предпријатие Студенчица Кичево, е и првиот човек на Ресен Живко Гошаревски. За овие случаи антикорупцијски отвори постапки за констатиран судирни интереси. Овој пат е утврдена листа на лица кои извршуваат две или повеќе функции во исто време. Живко Гошаревски, градоначалник на општина Ресен и истовремено член на управен одбор на јавното предпријатие Студенчица од Кичево. Велимир Смилевски, градоначалник на општина Бутел и член на управен одбор на Градски трговски центар АД. Покрај двајцата градоначалници, антикорупцијски отвори постапки за уште 16 лица кои извршуваат две функции во исто време. Ивановска денеска соопшти дека се проверува имотот на тројца поранешни функционери: Милјана Киевски, Кирил Божиновски и Илија Исајловски, како и на уште 5 судии. По допрен глас ќе испитуваме имотната состојба на Миле Јанакиевски, Илија Исајловски и Кирил Божиновски. По добиени сознанија од извештајот за човекови права за 2018 година за Република Северна Македонија за злоупотреби и коруптивни дејства на поединечно наведени суди, Комисијата заклучи да изврши проверка на податоците од анкетните листови. Државната комисија за спречување на корупцијата најави дека ќе следи чешлање на имотната состојба на сите актуелни и поранешни министри, пратеници, директори, заменици директори на јавни и државни предпријатија.